Старата и дотраена амбуланта во автокоманда, која одамна не нуди соодветни услови за лекување на болни, ќе биде замената со комплетно нова поликлиника, опремена со несовремени апарати. Ова го најавија градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски и министерот за здравство Венко Филипче при денешната посета на амбулантата. Како што соопшти Георгиевски, општината е во фаза на донесување на деталната урбанистичка документација, каде што со новата поликлиника ќе има и пропратни други содржини во делот на здравството и социјалата, кои ќе овозможат граѓаните од автокоманда на едно место да ги добијат најнеопходните услуги. Најавувам изградба на нова поликлиника на местото на старата амбуланта. Изградбата на новата поликлиника е стратешки добар објект кој ќе биде лесно достапен за сите граѓани на општината и ќе ја доближиме примарната и секундарната здравствена заштита до граѓаните. Едно од приоритетните проекти на кои ќе работиме наскоро, но нема да станеме тука затоа што медицинските центри треба да се унапредуваат за да ги задоволат потребите на граѓаните. Заедно со министерот Венко Филипче ќе утврдиме моменталната состојба на сите здравствени објекти и ќе најавиме динамика за нивно реконструирање, адаптирање, нормално и подобрување на сите здравствени услови. Министерот Филипче посебен акцент стави на недостатокот од педиатри. Тој додаде дека со помош на Министерството ќе се овозможи зголемување на бројот на лекари за деца, за да се избегне опасноста децата да останат без матичен педијатар. Сериозниот дефицит на педиатри и на стоматолози кои што работат во превентивата, што веќе од следната година може да стане уште посериозен проблем, како во скопските општини, така и во многу други населени места во нашата држава, со оглед на тоа што едноставно недостасуваат педиатри и дечињата во многу делови нашата земја може да останат без таков сервис. Со Светската здравствена организација у последните неколку месеци интензивно работиме на начините на кои што овој проблем би се надминал, како на воведување на нови современи европски хибридни модели на здравствена заштита у смисла на организација, односно реорганизација, така и на долгорочно решавање на овој проблем со прием на нови млади лекари и нивна едукација у сферата на пред се педиатријата. Разговараме и за воведување на мобилните сервиси, нешто што е европски и модерен сервис во многу развиени земји, заради тоа што се докажало дека значајно го олеснува пристапот на граѓаните кон здравствена услуга и истовремено го зголемува и квалитетот. Министерот Филипче исто така рече дека е во процес и планот за овозможување на дополнителни дежурни служби и во останатите амбуланти, покрај постоечката дежурна служба во поликлиниката во Сингелич. Имаме активни разговори со Сдруженијето на матични лекари за тоа како да направиме мрежа на доктори кои што ќе дадат услуга и во здравствените домови, а во смисла на 24 часовен сервис. Тоа го правиме на ниво на целата држава и тој модел и нов тип на услуга сакаме да го искомпонираме со мобилните сервиси.